Денеска сме тука на прес по повод утрешниот протест на Конфедерацијата на слободни синдикати, која што протест започува во 16 часот со автомобили спроти македонска телевизија или ке хотел ВИП на булевар Гоце Делчев, преку булеварот Кочарацин до собрание, каде што ќе се обратиме и пред народните пратеници, па одиме до владата да го искажеме нашето незадоволство. Како што знаете, многу пати искажавме до сега и веќе кажеме повторно, дека во Македонија социјалниот диалог не постои, дека е уништен. Постои само формален социјален диалог, нема суштински социјален диалог каде што треба да се сликаме или да поддржиме некој популизам на владата. Нема покачување на минималната плата. Знаете дека донеса одлука наспроти негодувањето на синдикатите да се покачи 1,7%. Но слушнавме од Државниот завод за статистика дека само инфлацијата во март месец е 2%. Нема неработна недела, почнавме со 30 дености, стигнавме до 38, па со 39 помошни, па со 30 и со 40 придружни и така натака. Видовме, сите бевме сведоци дека под притисок на капиталот и на бизнисот се прави бајпасирање на законот за работни односи во односот на неработна недела и преку специјалните закони се определува да работат работниците повторно во недела. Нема 100% боледување за сите заболени од ковид или во самоизолација. Наместо почитување на законот за безбедност и здравје и законот за пензиско инвалидско осигурување, доаѓаме во ситуација владата со заклучоци да поништува закон или да деградира закон, што не е законски. Затоа има секојдневно кршење на законите, на колективните договори, на сите закони од областа на трудовото право. Имаме затоа нефункционирање на институциите, пред се инспекторатите, кои што воопшто не постапуваат по нашите преставки, каде што им укажуваме или пишуваме до нив дека има прекршување на законите. Се случуваат страшни ситуации во институциите, во фабриките и така натака. Имаме прогон на синдикални лидери, имаме отказ на синдикални лидери, имаме откази на синдикалното членство, на синдикалните лидери, на синдикалното членство, деградирање, нивно деградирање, вршење притисок за да се ичленат од нашиот синдикат. Тоа се притисоци имаме притисоци и обиди за растурање на синдикатот со дрско и неодговорно мешање во синдикалното организирање, кршејќи ги сите закони во трудовото право, кршејќи ги сите конвенции на меѓународната организација на трудот, кои што Македонското собрание ги има ратификувано и се обврзувачки. Затоа утре ние тргнуваме на протест со мотото "Доста е, претеравте". Известени се меѓународните синдикати, каде што КСС е редовна членка, Европската и Светската конфедерација на синдикати, каде што може да покажеме даваат силна поддршка за тоа што редовно се известувани за сите овие случувања во изминатите години и во последниот период што се случува од страна на именувани, избрани луѓе од оваа влада. Даваат силна поддршка за нашиот протест. Известени се сите синдикати во Македонија, граѓански организации кои што ете нивната дејност е заштита на работничките права. Добиваме силна поддршка. Добивме поддршка од Унијата на независни синдикати на Македонија, добивме поддршка од Гласен текстилец,
добиваме поддршка и од политички партии кои што се заинтересирани и кои што го осудуваат ова девијантно однесување на власта. Известени се сите амбасади во Македонија. Поддршката ја добиваме и од работници, и од граѓани, и од други граѓански организации, кои своеволно се приклучуваат и кажуваат доста е, претеравте. Еве ја користам оваа прилика да ги повикам сите работници, сите граѓани во Македонија, која чувствуваат оваа пресија и угнетеност, да се приклучат утре на нашиот синдикален протест. На крај, ќе завршиме со првата. Од овдека испраќаме првата порака, ќе испратиме утре и пред владата на Македонија. Доста е, претеравте. Ова веќе не можеме да го издржиме.